Повелите со прашање. Може да. Ирина, повели. Заокружен е процесот со алтернатива. Јавноста беше сведок на тој договор. Соопштени беа ресорите кои што ги добиваат представниците од алтернатива, односно ресорите во кои што представници на алтернатива ќе преземат одговорност, раководејќи со нив во ова време, а секако за останатиот дел околу најавите за нов мандатар во владата на Република Северна Македонија. Како што гледате, редовно известуваме за секоја активност, така ќе биде и наредниот период. По-конкретно, ако ве интересира, да, значи, јас како што кажав, промените, односно организацијата започна, да речам, во неделата со самиот избор на председател на СДСМ. Секако, значи, во наредниот период ќе следуваат и сите фази што значат нова организација, а како што кажав уште еднаш, навистина сме транспарентни, објавуваме навремено, така да ќе бидете известени токму и за ова прашање за кое што пројавивте интерес. Благодарам на прашањето. Парламентарното мнозинство е стабилно и парламентарното мнозинство е создадено врз основа значи на стабилност, напредок на државата и секако врз основа на заеднички принципи во однос на европскиот тек на нашата држава. Остануваме, значи, ние посветени токму на ова, заедно со парламентарното мнозинство, на стратешките цели кои што значат напредок за нашата држава и секако се во интереси на граѓаните. Постигнато е парламентарното мнозинство и со партии, како што кажав и во претходното прашање, кои ги поддржуваат овие стратешки цели и секако со партии кои што се подготвени да понесат и да се однесуваат одговорно токму во време кога сме соочени со предизвици во насока на енергетската криза, секако и во насока на пандемијата и сите оние прашања кои што ги допираат граѓаните, ги засегаат граѓаните, како што е живеачката нивна во секојдневниот живот. Политичката криза заврши, изградивме парламентарно мнозинство кое што е стабилно. Ставот на СДСМ во однос на предвремени парламентарни избори е навистина јасен. Ние сметаме дека не е време за парламентарни избори и дека нема потреба за предвремени парламентарни избори, туку дека е време за одговорност, како што кажав, соочени со овие предизвици за кои што и претходно одговорив, како што се енергетската криза, ситуацијата со пандемијата и се она пред кое што стоиме исправени. Кога премиерот Заев ја поднесла оставката од премиерската функција во собранието? Како што кажав и претходно, и како што гледа јавноста, дека редовно информираме за сите активности, така ќе биде и за ова прашање. Како држава ние направивме се за исполнување на условите и за отпочнување на преговори со Европската Унија. Очекувањата секако Бугарија да ја подигне рампата и да ја тргне блокадата во духот на европските вредности навистина е оправдана. Други прашања? Ви благодарам.